Добар ден, почитувани гледачи. Продолжуваме со реализација на емисиите во кои што вршиме бесплатно презентирање и представување на носителите на листи на советници, секако согласно распоредот по кандидатските листи. Денес мој гостин во студиото на ТВМ телевизија е господинот Сашо Донев, инаку носител на листа од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Добар ден и добре ми дојдовте во емисија. Добар ден и благодарам на поканата, се надевам на плодна дискусија. Така. Донев да започнеме со разговорот. Исто и како во изборите во 2020 година и овие избори поминуваат во знакот на пандемијата. Знаеме и сите дека не е завршена пандемијата. Станува збори за еден специфичен начин на представување на вашите програми со оглед на сите оние протоколи, па како ќе ја водите кампањата. И она што е исто така важно е која е вашата целна група. Токму така, значи и овие избори, како и претходните парламентарните, сепак се наоѓаме во пандемија во која што многу наши роднини и пријатели ги загубија своите животи и морам да признам дека претходните избори беа многу потешки за да можеме како политички партии, а пред се како ВМРО ДПМН, бидејќи нашата агенда секогаш била да бидеме поблиску до народот и да работаме теренски, односно во сите местни и урбани заедници. И морам да признам дека на луѓето не му беше тоа што дојдено до избори, бидејќи се борја за своите животи. Овие избори, за разлика од претходните, можам да кажам дека веќе, колку што видов денеска, скоро 63% од граѓаните во Охрид се веќе вакцинирани и се послободни. Можеме да му пристапиме, можеме да разговараме и можеме да ги добиеме нивните идеи кои што ќе бидат дел од нашата програма и се веќе вметнати и ќе бидат од сите проекти кои што ќе ги реализираме во идниот 4-годишен мандат. Така. Наш таргет, како што ме прашавте, ќе бидат сите граѓани, бидејќи наша цел е да стигнеме до секој семејство, да го слушнеме секој проблем и да добиваме поддршката од сите граѓани, очекувајќи голем број да излезат дента на гласање и да казнат ова ненародна и криминална власт. Така. Кои се според вас се оние развојни приоритети на општина Охрид кога станува збор за локалниот економски развој на нашава маличка општина? Која е онаа потреба која што како човек кој што кандидирате за место во Советот треба да им се даде на малите, на средните предпријатија и сите оние економски, да кажам, во сите оние економски дејности како што се за најчиство угостителство по кои што Охрид е предпознат. Ние немаме тешка индустрија, меѓутоа локалниот економски развој се заснова токму на развојот на овие предпријатија. Да бидам искрен, покрај тоа што сум претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и досега сме разговарали со многу луѓе кои што се бизнисмени, односно газди на многу фирми кои што вработуваат 20, 30, 40, 50 луѓе и кои што многу беа погодени од тешката економска криза изминативе 2 години ради ковид пандемијата. А за среќа бев и директор на јавно предпријатие кој што соработуваше со такви фирми, бидејќи сите тендерски постапки и набавка на материјали и така натака одеа преку најчесто охридските фирми. И среќавајќи се сега со газдите, единствено што бараат да се врати времето пред 8 години, односно да имаме честна и искрена соработка и да му дадеме простор да можат да работат. Локалната самоуправа треба да биде отворена за таквите луѓе, не да најдуваат на затворени врати, да чекаат одобрение за реконструкција или било каков документ во локалната самоуправа повеќе месеци, туку напротив, ние, посебно јас и сите оние кои што ќе бидат дел од тимот на новиот градоначалник Пецаков, ќе бидат сервис на сите луѓе, вклучувајќи ги и малите бизниси, и стопанствениците, и сите луѓе кои што се чинители во економскиот раст на градот, да имаат наша поддршка и да можат слободно да работат. Така, кога зборуваме за стопанскиот развој на нашиот град, силен удар претрпи една од најважните стопански гранки, станува збор за туризмот. Која е вашата визија како треба туризмот да се развива во овие наредни 4 години во нашиот град, каков тип на туризам, дали да одиме на масовен, дали да одиме со развој на елитен туризам, дали да продолжиме да бидеме дел од оние големи туристички тури, па туристите од цел свет да остануваат тоа по неколку дена. Имате ли некоја стратегија, некоја визија во врска со развојот на туризмот? Токму така пандемијата не врати, можам да кажам, 10 години назад. И ние можеби врвот на развојот на туризмот и гранката наречена развој на градот во делот на туристичката понуда беше прилика кај 2018 и 2019 година. Меѓутоа за тој раст ние да го стигнеме, потребни беа повеќе од 5-6 години
цврсто инвестирање во туристичката понуда, цврсто инвестирање од страна на локалната самоуправа во авио летови. Знаете дека Охридскиот аеродром имаше по 4 или 5 летови дневно, за да ги донесеме тие странски туристи и да имаат причина зошто да дојдат во Охрид. Подршка од страна на владата, знаете дека бевме критикувани дека тие реклами од владата биле скапи, биле вакви, биле такви, но тоа се покажа дека беше една од главните причини за да го достигнеме тој највисок раст во 2018 и 2019 година. Сега се соочуваме со пандемија, сега се соочуваме со поминати 2 години, буквално целото стопанство, угостителите, хотелиерите и сите луѓе кои што се засегнати од туризмот живеат со кредити, бидејќи овие 2 години не знам и јас како успеа да ги издржат сите притисоци во делот на пандемијата и сите оние трошоци и расходи кои што ги имаат за вработените, за кредитите кои што претходно ги зеле за развој на нивните хотели и така натака, така да ние како локална самоуправа ќе излеземе во пресред на сите, ќе ги субвенционираме сите и ќе бараме начин како да го развиваме туризмот во Охрид. Морам да напоменам дека покрај туристичката понуда, односно Охридското езеро и хотелите, тука е руралниот развој, каде што ние имаме многу квалитетни луѓе, посебно во селата, ево ќе спомнам селото Корајца, кои што имаат сериозни луѓе кои што приготвуваат проекти со кои што аплицираат во ЕУ фондовите и фондовите од страна на државата. На такви луѓе треба му се отворат вратите. Такви луѓе не мора и не смее да молат по Facebook некој да ги слушне, туку тие луѓе треба да бидат пример како треба селата во Охрид да се развиваат, бидејќи знаеме дека по примерот на Коратица исто така е и Љубаништа, и Трпеца, и Елшани, и буквално развој на туризмот го гледаме во развој на руралниот туризам, во развој на здравствениот туризам, бидејќи знаете дека имавме како локална самоуправа проект со инвестиции во здравствениот туризам. Исто така ќе продолжиме со инвестициите во инфраструктурата, кај спортот, бидејќи знаете дека во месеците кога нема многу туристи во Охрид доаѓаат на припреми спортски тимови за фудбал, поради тоа што го изградивме стадионот на Вештачка Трева и буквално ќе инвестираме во сите сектори за да привлечеме што е можно повеќе луѓе во целата година. Така. Кога зборуваме за туризмот, но во изминативе неколку месеци, можеби 4, 5 па и повеќе месеци, најактуелно прашање беше прашањето и тема беше темата поврзана со УНЕСКО. Препораките кои што ни ги даде, кои што ги добивме од реактивната комисија, кои што Охрид ги доби како едно од ретките културни природни заштитени подрачја, нешто почна да се спроведува, па ме интересира вашиот став околу тоа, со оглед на тоа што локалната власт, да се разбереме, ќе има значаен удел во спроведувањето на овие препораки. Како мислите тоа да се направи? Токму така, јас можам да искоментирам дека повеќе беше целото тоа спровување, односно решавање на проблемите сведено на PR стратегија, отколку што се работеше концизно и јасно. Ние ги знаеме сите препораки од УНЕСКО и оние точки кои што требаше да ги оваа локална самоуправа и владата реши, ама ние почнавме од на крај за да стигнеме до оние главни проблеми кои што треба да се решат. Јас сметам дека на УНЕСКО треба да гледаме како пријател, треба да побараме помош од нивна страна, треба да искусните луѓе кои што ги имаме од градов, да ги повикаме во локалната самоуправа, да постојано комуницираме и ги решаваме проблемите. Јас сум сигурен дека доколку така пристапиме, ќе ги решиме и поголемите проблеми, по однос на колекторскиот систем, по однос на депонијата во Буково, по однос на изградба на канализација, бидејќи знаете дека се уште постојат села во општина Охрид кои што немаат канализациона мрежа и целата канализација завршува во Охридското езеро. Тоа се најголемите проблеми кои што ги бара УНЕСКО и кои што треба да се решават. За тие проблеми потребно да има квалитетни луѓе и потребно да има луѓе кои што знаат како да ги решат. Тие проблеми не се решаваат со изјави на телевизија, тие проблеми се решаваат со точно прецизирање на активности кои што ќе следат и тие проблеми ветувам дека ќе ги решим. Така. Нераскинлива врска помеѓу препораките кои што УНЕСКО ни ги даде и се и проблемите кои што ги има Охрид во сферата на урбанизмот. Сега ние имаме план за развој на Охрид и за управување со Охридскиот регион.
И ако го спроведуваме планот, тоа ќе биде све во ред. Меѓутоа, што е ваше мислење, колкава штета е досега направена и дали е можно да се поправи? Досега е направена голема штета, ние знаеме дека локалните самоуправи предводени од СДСМ буквално го деградираа градот по однос на урбанистичкото планирање и овој план за управување ние го поддржавме како советничка група и како партија и сметам дека тоа е основата од која што треба да почнеме. Тоа што било, мора да продолжиме во иднина со тој план да ги планираме работите во градот како ќе се движат, да се консултираме со светски експерти во делот на урбанизмот и да знаеме што ќе правиме наредните 5 години. Да не носиме урбанистички планови кои што се од интерес на одредени бизнисмени кои што помогнале на избори. Напротив, јас сметам дека токму тој план за управување ќе му олесне на идниот градоначалник Пецаков, бидејќи во него е точно утврдено како треба да се гради и како може да се гради. Не ќе може да влегуваат бизнисмени со клоци кај градоначалникот и да бараат 6 прата, 7 или 8. Точно се знае висината, точно се знае катноста, точно се знае искористеноста во парцелата. Така да сметам дека најголем проблем беше досега, а беше главно ветување на ова локална самоуправа, дека ќе инвестираат во носење на сите урбанистички планови во Охрид. Еве, прашајте, и вие сте новинари, знаете дека повеќе од 2, 3, 4, максимум 5 урбанистички планови ги донесоа во овие 4 години, селективно, онаму каде што му треба. Ние знаеме дека се уште има граѓани кои чекаат 15 до 20 години не да изградат куќа, да подигнат спрат, да му помогнат на семејството или фамилијата, бидејќи нормално се проширила. И ние сега се соочуваме со проблем да викаме дека дивоградбите се проблем. Проблем се дивоградбите бидејќи некој ги стимулира. Ако има урбанистички планови, нема да има дивоградби. Ако има урбанистички планови, ќе може секој да гради. Ако ga нема урбанистички планови, ќе гради само еден или двајца луѓе кои што се блиски до градоначалникот. Така. Како никогаш досега на овие избори, партиите, сите учесници, без разлика за која партија станува збор или група на граѓани или независни кандидати, се туркаат тие зелени агенди. Кој е вашиот став по однос на заштитата на животната средина? Имавме можност да видиме во изминативе неколку месеци како знае и природата да врати. Многу интересно. Ние имаме овде и реални еколошки проблеми од депонијата Буково, загадувањето на водите, загадување на води за пиење. Имавме пред извесен период забрана за пиење на водата во Струга. Точно така. Станува збор за општина со и одредени села во Охрид, одредени села во Охрид, имаме загадување на водата во Охридското езеро, квалитетот на водата и така натаму, диви депонии, депонијата како што кажав Буково. Многу е лесно да кажат зелен град, животна средина, тоа е добро за слушање и да прават зелени флаери, дека све ќе биде како што треба. Меѓутоа, вие од прва рака бевте директор на комунално предпријатие, па мислам дека знаете така. Јас само ќе ви кажам во делот на канализацијата. Значи, ние се уште имаме села кои што цела канализација завршува во Охридското езеро или претходно во јами, па потоа во Охридското езеро. Само канализацијата да ја решиме ние, потребни ни се милиони евра. Потребни ни се проекти и тие проекти треба да ни бидат подготвени. Бидејќи со нив треба да аплицираме во ЕУ фондовите, во фондовите од страна на Министерството за транспорт и врски, за да можеме да ги завршиме работите. Треба да ни биде јасно на сите дека само со давање изјави работите не се решаваат. Треба да му биде јасно на сите дека да се изгради само канализација во Трпеца потребни се над милион евра. Да се изгради канализација во Горна Лакочера потребни се над 1.500.000 евра. Значи тоа се пари кои што локалната самоуправа во моментов ги нема, бидејќи приоритет беше вработувања, привремени вработувања и така натака и трошење нетранспарентно на средствата локална самоуправа и затоа ние како локална самоуправа веднаш по доаѓањето ќе ги изработиме проектите, бидејќи да изработиш проект таков за такви места и е потребен временски период. Потребно е една година да се добијат сите согласности од сите надлежни институции. А потоа да се бараат средства и да се инвестира. Затоа велам дека не е само да го кажеш и многу е лесно да го ветиш. Меѓутоа треба работата да ја знаеш како започнува од почеток до крај. Кога ќе дојде времето за добивање на одобрение за градба, тогаш веќе е завршена работата. Меѓутоа да стигнеш до одобрение за градба, потребни се од неколку министерства, дозволи, одобренија и така натака. Некои знаат да ги вратат и назад предметите, така да
Јас лично ќе се посветам да изработиме точна спецификација на реални проблеми во делот на канализацијата и да ги изготвиме тие проекти, да ги имаме спремни за да можеме да аплицираме и во ЕУ фондовите и во државните фондови. Така. Ја го спомнавте Буково. Буково досега требаше да биде затворено. До нова година 2020 мислам дека беше. Точно така. И да биде најдено соодветно решение, односно регионална депонија која што ќе обезбедеше Министерството за животна средина. Меѓутоа ние се соочуваме со проблем како локална власт не може да го изгасни огнот во Буково кој гори повеќе од половина година. Значи до тој степен сме дојдени да постојано некои работи ни се повторуваат и нема одговорност за тоа. Јас не знам што треба да направи, колку казни треба Министерството за животна средина да му поднесе и на градоначалникот и на директорот на Комуналец за да се свестат и да го изгаснат огнот. Ако треба и 24 часа ќе го чуват додека се затвори депонијата Буково и додека се најде нова соодветна локација. По однос на парковите и зеленилата сепак тоа се да кажам помали проблеми ги имаме во програмата и ќе најдеме начин да меѓутоа како што кажавте и тоа се проблеми за кои што треба да се време точно. за да се реализира. Точно. Не расте едно дрво за 2 дена или за 4 години. Точно така и во програмата имаме напишано дека на секој едно пресечено дрво поради било која причина ќе треба да се засадат 10 нови. Така, и за самиот крај од нашиот разговор донев една, можеби за мене е то лично од најтетажните проблематики. Нашиот град демографски ни старее. Имаме можеби рекордно иселување на младите. Речиси сите политички играчи во речиси секоја политичка кампања ги имаат тие политики за младите и како да ги натераат младите без разлика дали станува збор на ниво на држава или на ниво на општина да останат тука. Што треба да се направи за да ги задржиме младите? Токму така ќе кажам неколку работи, значи ние сме иако млади имаме 35 години ја водиме партијата, јас и кандидатот за градоначалник и екипата околу нас, ние имаме веќе 15 годишно искуство во функционирање на нашата партија, односно имаме водено институции кои што добро сме покажале дека знаеме да ги водиме и сум сигурен дека оваа генерација наша е последната која што треба нешто ново да направи. И наша желба е и наша цел е тоа да го направиме, бидејќи ви кажувам дека од мојата генерација пол од генерацијата ги нема. И не се тие само заминати ради тоа што немаат финансиски средства или не се вработени. Тие се заминати ради тоа што не можат повеќе да гледат неправди. Не можат да гледат едни исти луѓе во градов како возат коли од 200 или 300.000 евра, а немаат ниту еден ден работен стаж и буквално му се гади од се она што го гледаат во општество во целина во Охрид. И затоа најчесто заминуваат прво во Скопје, а потоа надвор од државата. Наша цел ќе биде да му дадеме шанса на сите, без оглед кој на која политичка партија припаѓа. Има многу млади луѓе кои што имаат идеи и буквално секојдневно разговараме, бидејќи генерацијски сме тука. Ќе му дадеме шанса на сите, ќе му помогнеме, ќе ги субвенционираме, само да ги задржиме тука и да го смениме начинот на функционирање и на локалната самоуправа, и на јавните предпријатија и конечно ние политичарите бидеме сервис за граѓаните. И за самиот крај, Донев, што очекувате од изборите? Прво, што очекувате од кампањата? Ќе продолжи со ваков тек? Можеме да видиме во овие неколку дена на вистина цивилизирана и фер кампања. Вашите очекувања и за кампањата и за исходот од изборите? Токму така, граѓаните се точно знаат што треба да направат и ние оваа кампања ја водиме да му кажеме што планираме да направиме. Не ја водиме оваа кампања да кажеме зошто не чинат СДСМ, бидејќи граѓаните знаат и преку 65% од граѓаните во општина Охрид се изјаснуваат на сите анкети дека се незадоволни од локалната самоуправа. Ги повикувам сите граѓани да излезат да ни помогнат и да ни ја дадат силата во грб, бидејќи ние овие избори ги тераме со обичниот граѓанин. Ние со никого немаме седнато да побараме било што за да му бидеме после слуга на било кого. Така да ги повикувам сите граѓани да не поддржат, да освоиме советничко мнозинство во Советот и да имаме слободен градоначалник од притисоци и уцени. Само така ќе ги решаваме проблемите на граѓаните и само така граѓаните ќе бидат приоритет пред одредени бизнис интереси и луѓе кои што не го мислат добро на градот. Така. Донев, мене ми останува да се заблагодарам за учеството во реализацијата на овие емисии. Ви посакувам успех до крајот на кампањата и секако на денот на изборите. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и останете со програмата на ТВМ телевизија, следуваат интересни содржини.